Прв се јави српскиот претседател Вучик. Очекувал повеќе разбирање од светот за резултатот од референдумот во Македонија и ги замоли ЕУ и НАТО да покажат повеќе почит кон малите народи. Се плашам и ми се чини дека некои луѓе од светот, нас малите балкански народи, не подценуваат и мислат дека баш се може да помине. Демократијата, уставот и законот се тука за да се почитуваат и тогаш кога одлуката на народот не им се допаѓа. И поранешниот претседател на Бугарија Георги Прванов на иста страна. Тој денеска изјави дека требало Бугарија да го презеде водството и да ги повика ЕУ и НАТО за прием на земјата со името Република Македонија. Од друга страна, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш денеска во соопштение до јавноста повика да се продолжи спроведувањето на договорот за промена на името. Фактот што огромно мнозинство од оние кои гласале го поддржале Преспанскиот договор бил многу важен. Својот став околу референдумот го искажа и медијаторот Метју Нимиц. За грчка Антена 1 вели дека оние кои не гласале или се изјасниле против не нуделе друга алтернатива. My reaction is that we should pay particular attention to the people who did vote and who voted yes. 90% of voters voted yes, and it's up to the political leadership now to take this consultative referendum results into account and discuss the issue and move forward in the parliament. That's why and this is what I think the government there is indicating. Did you expect this result? I never know what results to expect, to be frank. So I thought there was support. I didn't really speculate on the result. Честиташе и првиот човек на НАТО Јен Столтенберг. Сите внимателно го следеле изјаснувањето на референдумот. Го поздравувал постигнатото одобрување за договорот од Преспа и сега Скопје требал да ги определи следните чекори. Европратеникот Кукан, кој пред самото одржување на референдумот кажа дека во случајот Македонија ЕУ немала план Б, на Твитер напиша: "Им честитам на македонците за резултатите на референдумот за прашањето за името и иднината на земјата во НАТО и во ЕУ." Според соопштението пак од руското МНР, резултатот од референдумот во Македонија јасно покажувал дека гласачите одлучиле да бойкотираат решенија наметнати од надвор. За САД пак референдумот е успешен. Вчера американскиот амбасадор Джес Бејли изјави: гласала сериозна бројка на граѓани. Следен чекор бил собранието и имплементација на договорот од Преспа.